Прогласувањето на независноста на Македонија отвори пат да се оствари уште еден вековен стремеж, земјава конечно да има сопствена армија и сама да се грижи за својата безбедност. На 17 ноември 1991 година собранието го усвоила првиот устав, според кој Македонија е суверена, самостојна, демократска и социјална држава, а предвидено е за одбраната да се организираат сопствени вооружени сили. На 21 февруари 92-та, тогашниот претседател Киро Глигоров и представниците на ЈНА потпишуваат договор за дислокација на федералната армија од земјава. Таа повлекувањето го заврши пред определениот рок, така што на 27 март 92 година македонската територија ја напушти последниот нејзин војник. При повлекувањето ЈНА си го зема речиси целото вооружување, а земјава остана речиси без ништо. Она малку, претежно пешадиско вооружување беше искористено пред се за обука нивните млади војници на Арама. Предходно токму нашите војници организирани во територијална одбрана успешно извршија превземање и обезбедување на границите, но и на војните објекти низ земјава. Со текот на годините Арама континуирано ги градеше своите капацитети. Првиот, ако не е најголем предизвик, војската го имаше во 2001 година. Во првите месеци од вооружениот конфликт Арама водеше борби на северната граница, но од април заедно со полицијата действуваа против офрлените вооружени групи во Кумановскиот и Тетовскиот регион. Неколку десетици припадници на Арама за жал ги загубија животите. Големата мигрантска криза која започна пред неколку години беше и е голем предизвик за војската. Овој пат тие се распоредени на јужната граница и спречуваат неконтролиран влез на мигранти и бегалци. Неколку пати беа на удар на овие групи кои со камењи и шипки ги напаѓаа војниците. Арама беше многу активни при последните големи поплави во Скопскиот регион. Македонската армија моментално е активна и надвор од границите на земјава, учествувајќи во повеќе мировни мисии. Токму за овие активности припадниците и единиците на Арама беа наградувани од странски земји. Последните најави се дека државата во наредните години ќе потроши околу 300 милиони евра за комплетна модернизација на војската. Ќе се купуваат нови оклопни борбени транспортери, опрема за полкот за специјални задачи, но ќе се репарираат и модернизираат хеликоптерите на војното воздухопловство.